Денеска во арената Јане Сандански во Скопје се одржа националното првенство во кикбокс во организација на Македонската кикбокс федерација под водство на Дејан Митровски Урко. Надпреварот привлече голем број учесници кои се надпреваруваа во различни категории, покажувајќи ја својата сила, техника и подготвеност. Најдобрите борци беа наградени со медали, а атмосферата беше исполнета со адреналин и спортски дух. Имавме можност да поразговараме со повеќе кратните светски шампиони Марија Димовска и Силвио Мировски, кои ги споделија своите впечатоци и се пофалија со нивните светски успеси. Председателот на Македонската кикбокс федерација Дејан Митровски Урко, кој воедно е и тренер на многу светски шампиони, изрази задоволство од организацијата и постигнатите резултати. Тој нагласи дека македонскиот кикбокс има светла иднина и дека продолжува да вложува во нови таленти. Првенството потврди дека кикбоксот во Македонија е во подем, а македонските надпреварувачи се повеќе се докажуваат на меѓународната сцена. Марија, пред самиот твој надпревар денеска, кажи ми како се чувствуваш? Те гледам возбудена си неколку минути пред почетокот на надпреварот. Да, денес јас нема да се борам. Имаме многу од мојот клуб од Енерджи борби, затоа сум малце нервозна, треба да ги пратиме малите која борба се како. Јас немам конкуренција во мојата категорија, така да денес нема да се борам. Се плаши конкуренцијата од тебе, затоа што си прв јуниорски светски шампион? Не сакам да коментирам на тоа. Претпоставувам дека е така. Кажи ми, кој е најчестиот ритуал пред надпревар? Припремите, нормално, килажата да биде како што треба да биде, бидејќи не смем да имам повеќе од 60 килограми. На ден на надпревар, нормално, со клубот да бидеме заедно, позитивни мисли, да бидеме оптимисти, загревање пред борби, психата да биде насочена само на победа. Кои се подобри тепачи, мажите или жените? Жените. Мажите се по-јаки, по-снажни, нормално, ама жените се по-храбри. Колку се опасни денешните противници? На светско ниво или? Да. Па има доста добри противници, ама зависи на кој надпревар. Сега, пример, на светското првенство бреа навистина искусни, квалитетни противнички. Кој противник најмногу сакаш да го избегнеш? Постои ли таков некој или што ти е предизвик? Ниеден таков не постои, сите се добре дојдени кај мене. Ти благодарам, Марија. Имаме уште еден светски шампион за соговорник. Силвио, кажи ми пред самиот надпревар, колку опасни се денешните противници или надпреварот ќе биде само загревање за следната титула? Па вака, никогаш до сега не сум ги поценувал противниците, без разлика дали влагам со борец што му е прва борба или 150-та борба. Ја го гледам како да е најакиот борец, зашто не смееме да ги поценуваме. Сепак, кога најмалце се надеваме, тогаш идат изненадувањата. Ако требаше да се обложиш самиот за себе, со колку разлика би победил во денешниот надпревар? Па, мислам дека кратко ќе траат сите борби. Кој е најдобриот совет што си го добил од твојот тренер за кариерата? Па вака, пред да заменам на едно такмичење, само ме гушне ми рече светот е наш. И од тогаш веќе знаев кон што целам и знаев што уствари он очекува од мене. Силвио, може ли да ми ги наброиш сите титули што ги имаш до сега добиено? Па вака, 2024 година ми беше без пораз. Освоив Европски куп, Балканско првенство, Светски куп, Светското првенство го освоив. 2023 бев вице шампион на Европа, второ место освоив. И исто таму само европското ми беше пораз. Така да. Кој е твојот најчест ритуал пред борба што никој не го знае? Па најчесто молитва кон Бога и едноставно се препуштам на боговите и они да одлучат како сакаат да биде, како сакаат да помине борбата. Кажи ми, што е полошо за тебе, да загубиш во борба или да те остави партнерот пред важен надпревар? Да загубам во борба. Значи сепак партнерката е поважна? Не, партнерката не е поважна. Македонска јавна личност од јавната сцена со која би сакал да влезеш во ринг? Па не постои. Да не беше спортист во оваа област, кажи ми што би бил?
Па би бил војно лице сигурно. Борец, ти благодарам и те посакувам успех и победа во денешниот надпревар. Ви благодарам. Урко, прекрасна организација на денешниот настан. Кажи ми како протекоа целите подготовки, како си задоволен од целиот настан? Вака да ви кажам, кога ќе почне настанот, сум презадоволен. Додека почне, секогаш има натегање, уште ова треба чека, уште ова. Значи, штом почне настанот и вака се одвива, значи одлична работата. Што е потешко уствари, да се управува со федерација или да се биде во ринг? Па види вака се си има своја тежина. Рингот има една тежина, каде трпи кондиција, техника, подготвеност, учтивост, нели сето тоа. Организацијата исто трпи некои работи, као да приведе, да имаме авторитет на луѓето, да имаме познавање, пријатели, да живееме, да помагаме со луѓето за да, нели, да ни веруваат, за да ги усмериме овој наш спорт. И секако потешко е да бидеш организатор и да водиш некого отколку сам себе да се водиш. Колку Урко е строг како тренер? Јас сум строг кога треба сум строг, иначе сум, мислам, сега нормален, може да кажат борците за таа работа, али кога знам дека некој може многу повеќе да пружи, а не го пружа тоа, или пак у ринг, кога знам дека е подобар, а не го пружа тоа, значи, тогаш ка малце повеќе викам од што треба. Дали во македонскиот кикбокс има дисциплина? Има дисциплина, секако да. Ако нема дисциплина, нема да има ваква организација и вака да ни течат работите. Вклучувајќи ги и тренерите, и рекреативците, и надпреварувачите. Како Урко ги ствара македонските светски шампиони? Па сега вака да ви кажам. Да, јас сум тој кој сум, ама јас сам не ги стварам. Ние имаме екипа, огромна екипа, каде децата се филтрират, се пронаоѓаат, се работи со нив, се усовршуваат, ги спремаме, носиме на вие нашиве балкански, европски, светски купови, каде што ги отклонуваме нивните аномалии и стануваат подобри борци и кога ќе процениме дека се веќе доволно спремни, ги носиме на светско европско, каде сека година носиме некој медал од светско европско првенство. Нема исклучока година да не сме донеле медал од светско или европско. Кои се подобри борци, мажите или жените? Па мажите се физички појаки, а подобри борци психички, која не знае за пораз и која по секоја цена сака да победи, се жениве. По секоја работа се жените така. Упорни со секогаш. Да, нема второ место. Дали има борци што сакаат повеќе шоу отколку слава или вистинска борба? Се наоѓа по некој тако борец, али тие се моментални времени. Додека нели постигне нешто, излезе на борба или дојде да тренира, да се слика, да направи видео. И ако нема он желба да стане нешто повеќе од тоа шоумен како што денеска по модарство сите терат мода. Порано една смешка да ви кажам по возилата на паркинг става полициски капели стопалици, сега стават боксерски ракавици. Така. Урко, кажи ми, кој е најтешкиот карактер со кој си работел? Дали постои борец под наводници што те полудел додека си го тренирал? Па можда и да имало такви моменти, ама не се сеќам на такви моменти, ама можам да кажам дека не, пошто кога некој може да испровоцира, вака, нели, да не можеш да делуваш на него, карактерот да не ти одговара, тоа е проблемот кај тренерот, не е проблемот кај борецот. Има и деца со посебни потреби, што треба да паднеш на нивно ниво, за да им објасниш, да им помогнеш, да им покажеш, има деца мали, треба детски да се понашаш, нели има возрастни луѓе, треба возрастно се понашаш за да им презентираш и техника и кондиција и све и свешта. Со тие што малце потешко сваќат и што се нели арогантни, па и треба и на тој начин арогантно малце да му покажеш кој е газда у сала. Што повеќе носи успех, природен талент или брутална дисциплина? Па природен талент е нели нешто да те потегне да трошиш време на тренинг и тренерот да го потегне да те примети да поработи посебно со тебе. Тоа е на пример како да имаш една кола да купиш од фабрика со 600 коња, таа е спремна кола. Ама треба да ставиш шофер што знае добро да вози, да научи, нели, да се тренираат, да се компонизираат тие двајца. Колата и шоферот, исто така тренерот и борецот. Тренер си на многу светски шампиони, дали помеѓу нив постои некој омилен или сите се еднакви во твоите очи? Сите ми се еднакви. Ако гајам према некој повеќе симпатија од некој друг, тоа нема никој да знае. Дали има разгалени помеѓу нив кои мислат дека со слава ќе победат во ринг?
Од шампионите нема таки, пошто ако они така размислуваат и живеат со тој памет, нема никаде да бидат светски шампиони. Дали Урко дома е строг како што е во салата? Кој има последен збор, Урко или сопругата? Јас секогаш сум втор план. И у друштво, и дома. Значи, ја давам предност на другите да кажат, ако греши, ја исправам. Дали си имал ситуација каде што некој пробал да те испровоцира некогаш? Не ме испровоцира. Никој не може Урко да го испровоцира. На која јавна личност од Македонија би дал нокаут под наводници? Така, сите јавни личности и политичари, за да дојдат тоа дереже, значи некој ги одбрал и некој им дал поддршка и на медиумски, нели, јавни личности, и треба да им се даде одврзени раце, да работи, треба да веруваме у секој човек што води нека организација, да му олесниме работата, а не да му ја усложуваме. Значи, не би му дал на никој, би му дал поддршка на секој што води и што раководи со нешто. Дали некогаш си размислувал да отвориш школа за кикбокс на светско ниво? Тоа е плюс обврска. Плюс обврска што едноставно бегам од обврските. Главна обврска ми е федерацијата, председател сум и на Балканска федерација, кој принудно ме натера, нели, ме замоли да припадам, ради тоа да ги организираме балканските земји, за да направиме една лига, еден систем на надпревари. Припадив со причина да имам малце повеќе влијание на Балканот, за да може да истекнам наша федерација и наша федерација да добие нешто повеќе од тоа. Таа не е платена работа, не е заплата, таа е чисто за добробит. Ако имаш можност да донесеш еден светски борец во Македонија за меч, кој би бил тој? Па вак има многу добри борци, што не можам да се одлучам, али искрено би му направил чест да го поканам Александар Коновалов. Што би бил Урко ако не беше спортист? Која професија? Актер, политичар или нешто сосема друго? Па не знам, спортот прво ни е као рекреација, па после идеме професионални води као надпреварувачи, па после води федерацијата, а работните обврски сите се некој нешто обавува некоја државна работа. Јас сум полицаец. Кој е твојот неостварен сон како тренер или и председател на кикбокс федерацијата во Македонија? Па обично сите сонови што ми биле од детство, сите ми се остварени. Што не значи дека немам ја веќе сонови, али сонот се раѓа со текот, нели, ден за ден, ова сакаш, човечко око никад не е задоволно. Ај уште ова се, ај уште малце, ај ова да го направам, ај, значи нема крај. Урко, за крај кажи ми, ако можеш да го вратиш времето наназад и да смениш некој момент во твојата кариера, што би било тоа или дали постои таков момент? Па не би менјал. И друг живот, пак мислам дека истото би го правил, исто би се однесувал. Све што се десило, за ништо не желам и пак би го повторил сето тоа исто. Урко, ти благодарам на поканата што не покани на денешниот настан и ви посакувам успех и уште многу шампиони во иднина. Благодарам. Јас сум Урко и гледате Хајп Македонија.